Со насмевка Антонио Кошта ја започна првата посета на Скопје по преземањето на должноста претседател на Европскиот совет. Немаше толку насмевки по завршувањето на средбата со премиерот Христијан Мицкоски, која се одолжи повеќе од 1 час од предвиденото. Прво дозволете ми да се извинам за доцнењето. Стануваше збор за навистина обсежна и пријателска средба помеѓу претседателот на владата Христијан Мицкоски и претседателот на Европскиот совет господинот Антонио Кошта. Прв се обрати Кошта, зборувајќи за, како што ја нарече, екстензивната, но многу конструктивна средба. Кажа дека проширувањето е заедничка цел и геостратешка инвестиција за мирот и стабилноста. Го пофали напредокот во реформската агенда, повика на искористување на шансата за заокружување на стратешките инвестиции, како што се коридорите 8 и 10, и го повика премиерот да вложи напори за деблокада на натамошниот прогрес, мислејќи на ситуацијата со Бугарија. You need to stay the course. The accession process is more a marathon than a sprint. It is a demanding, it can be frustrating at times, like it has been for all previous candidates. But all of them achieved, and certainly we will achieve. But with your determination, hard work and cooperation, we will make it all the way bypassing hurdles. Домаќинот, зборувајќи за еднината на Македонија во европското семејство, се реферираше на настапот на Кошта во делот за фрустрациите. Факт е дека тој пат годеа и другите народи, кои што се сега дел од европското семејство, но граѓаните на оваа, една од најмалобројните земји во срцето на Балканот и во Европа, годеа и годат најтешкиот пат, ако можеме да кажеме дека годат, бидејќи се наоѓаме на истото место каде што бевме пред 20 години. Се надевам дека во периодот кој што следи, заеднички, ќе го одблокираме овој процес достоинствено, бидејќи една од суштинските европски вредности е токму достоинството. И достоинствени ќе бидеме дел од европското семејство. 360 степени ги праша Кошта и Мицкоски за тоа дали и како може да се дојде до решение на ситуацијата која како прв следен чекор предвидува уставни амандмани за внесување на бугарската заедница. Mr. Costa, government in Skopje here is insisting from EU side on some sort, I would say, guarantees that issues that consider the identity and the history of the ethnic Macedonians will not affect or will not determine EU accession process of the country. Are there any guarantees or such in place or some kind of mechanisms that can give those guarantees? And as a whole, how do you see, let's say, where do you see the way out or the way forward for the country in EU terms? When you ask what kind of guarantees we have, it's clear. What is agreed is agreed. We have nothing more to agree. And now we need to deliver what we have agreed, and there are no more room to ask nothing more to agree. За вас, премиере, би сакал да ве прашам, подолг период зборувавте дека немате соодветен соговорник од Бугарија, бидејќи таму имаше техничка влада. Меѓутоа, веќе подолг период во Бугарија имаме политичка влада и досега на ниво на влади, потенцирам на ниво на влади, имало само средба на министри во однос на ЕУ прашања. Зошто не побарате средба со бугарскиот премиер, на која што би ги објасниле, или можеби би го убедиле бугарскиот премиер во вашите аргументи? Не можеме ние да менуваме устав по кој знае кој пат, а без да имаме јасна порака и јасна испорака од другата страна, тоа е бугарската страна. Никој кај нас нема проблем да, како дел од преамбулата, ги вметне, да речеме, хрватите, црногорците, словенците и останатите. Затоа што имаме принципиелен однос со тие држави. Дури ни португалците, ни шпанците, ни французите, немаме ние таков проблем. Не сме ние таква влада, нити такви граѓани, нити пак таков народ. Но да, имаме проблем. И затоа сакаме да разговараме за да го решиме тој проблем. И ова е двонасочна улица. А јас сум подготвен во било кое време, и таа подготвеност му ја пренесов на претседателот Кошта, да дојдам во Брисел, дали во негово присуство на
председателката фон дер Лајен во било кое присуство да седиме да разговараме било кога и било колку да треба за да дојдеме до заедничко решение како и двете страни да испорачаат. Кошта беше појасен во одговорот на второто прашање за тоа дали Европската унија има план Б, ако не се успее со договореното во 2022-та. Председателот на Европскиот совет инсистираше на ставот дека нема простор за нови барања од Бугарија во текот на пристапниот процес. We should not undermine the plan A. And we need to focus on delivering the plan A. As what I said, we know what are the Copenhagen criteria. We know what are the previous decisions from the European Council. We know what was agreed in 2022. We must deliver on this. And I understand perfectly when the Prime Minister said, we have changed already our flag, the name of our country. We changed already once the Constitution. And now it's necessary to be ensured that nobody comes to ask us more things that it was previously agreed. And I fully agree with him. What is agreed is agreed. Now we need to deliver on this point. We don't need plan B. We just need to deliver on plan A. As is our focus, is my focus, for sure is the focus of Prime Minister Mikoski. Премиерот пак според одговорот што го даде е подготвен да разговара за се ако има поместување кај Бугарија во спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права и јасен став на Европската унија за македонскиот идентитет и јазик. Јас сум на истиот став, дека евроинтегративниот процес треба да се темели на вредности, не на билатерални прашања. За жал, претходната влада прифати такво билатерално прашање да биде дел од нашата европска еднина. Јас тоа не можам да го прифатам. И нема никогаш да го прифатам и ќе се борам колку можам и додека можам. Да најдеме начин да излеземе од овој процес во кој што сме сега. Јас не можам да излезам и немам совест да излезам пред македонските граѓани и да им кажам дека ќе биде променет уставот, а при тоа да заборавам дека најмалку 14 пресуди од Страсбур има за македонците од другата страна на границата, кои што Бугарија игнорира да ги примени. Не можам никогаш да се сложам на било што поврзано со промена на уставот, ако знам дека една земја членка на Европската унија се уште го доведува под прашање мојот мајчин македонски јазик и мојот македонски идентитет. Кога ќе имаме јасна позиција и од страна на Европската унија и од страна на сите земји членки околу многовековниот македонски идентитет, јазик и околу вистинската желба да бидеме дел во европското семејство, но и почитување на европските институции како што е Европскиот суд за човекови права, тогаш јас сум тука подготвен да разговарам во секое време за се. Се надевам дека Настапот на Кошта и Мицкоски го следеше првиот човек на Институтот за европски политики, домашна think tank организација која се фокусира на прашања поврзани со Европската унија. Позициите на двајцата останаа многу далечни, велика царска за 360 степени. Председателот Кошта почна со позитивните пораки, усогласеноста со заедничката безбедносна и надворешна политика со ЕУ, чекорите кои што беа направени од страна на Северна Македонија за реформската агенда, меѓутоа јасно беше дека ќе се осврне пред се на тоа дека ние треба да ги испорачаме нашите обврски во однос на почетокот на преговорите. Како што видовме во дискусијата која што се отвори понатаму, дел од новинарите, вашите колеги, покренаа прашање дали за нас треба план Б, опција како што беше спомената потенцијално за членството на Украина од страна на Калас. Тоа што председателот Кошта стоеше на ставот дека опцијата А, односно интерпретирајќи како членство е единственото нешто на кое што би работеле во овој момент, е охрабрувачки, меѓутоа ја префрла одговорноста и тука, каде што и веќе е долго време, во однос на тоа дека треба да се направи јасен исчекор во контекст на самото членство. А одговорите или позициите на премиерот Мицкоски во однос на планот кој што според Кошта предвидува исполнување на обврските од 2022 година? Премиерот Мицкоски беше доста остар во одговорите, позициите
веќе сме ги чуле, тие се споделени и со државите членки и веројатно веќе е време во кое што би требало ние да излеземе со јасен план како ќе испорачаме во однос на овие исти европски обврски кои што ги споменав. За жал, мислам дека не сме подалеку од таа точка. Во одреден период дискутиравме за одложеното дејство на уставните измени, меѓутоа мислам дека тука очигледно е дека немаме вроден плод. Воедно, веројатно и во однос на вклучувањето на бугарската заедница во уставот, делот споредбите кои што беа направени со останатите нема да ни користат долгорочно. Дали мислите дека кога ги гледаме или ако ги анализираме настапите на едниот и на другиот, има место, има простор за маневрирање каде би можело да се бара решение? Премиерот не беше јасен во одговорот на прашањето дали би иницирал или би одел на средба во Бугарија со бугарскиот премиер, меѓутоа остави можноста за преговори во Брисел. Позициите беа прилично далечни во однос на тоа што го чувме денеска. Работата со Бугарија, односно дали е тоа одењето во Софија или доаѓањето на бугарски представник тука, мислам дека секако треба да ни биде повеќе приоритет од тоа што е случај во моментот. Да, премиерот стави фокус на Брисел, не беше јасен за Софија. Меѓутоа тука веројатно е просторот каде што оваа влада е веројатно и многу пред нив, меѓутоа во моментот е оваа влада, треба да работи многу повеќе на опоравување на односите со Бугарија, сега кога веќе, како што и сам споменавте, на пресот има влада, немаме избор да не одиме, односно да не креираме поголеми врски од она што беше споменато само средбата Радев-Силјановски. Почувствувате ли дали има разбирање од страна председателот на Советот на Европската унија за чувствителноста на ова прашање за домашната јавност во однос на релациите со Бугарија, бидејќи тој спомена дека бил патот на Северна Македонија фрустрирачки? Видете, секако имаше одредена доза на разбирање и сочувствување, веројатно и како одговор на изјавата на премиерот. Меѓутоа, мислам дека тука беше многу јасно дека тоа што е договорено во 2022 година, без разлика што е договорено од страна на претходната влада, треба да биде испочитувано. Што може да се очекува во наредниот период? Во принцип, мислам дека фокусот поради локалните избори и поради недостаток на притисок кој што се чувствува во однос на европската интеграција, не гледам дека ние во однос на ова прашање би можеле да направиме исчекор. Владата очекувам дека дел од нив би било добро за сите нас ако се фокусираат на обврските од реформската агенда, бидејќи тоа беше споменато од страна на председателот Кошта. Таму се обврски за кои што државата ќе добие средства по нивното исполнување и веројатно тоа е алатката која што може на нашата држава да ја помогне да покажеме дека се уште сме на тој европски пат кој што беше неколку пати во различни форми споменат денеска. На различни позиции за време на пресконференцијата, но срдечни по неа. Антонио Кошта и Христијан Мицкоски од Скопје со заеднички лет заминаа за Тирана, каде утре ќе учествуваат на 6-тиот самит на Европската политичка заедница.